Со огромно задоволство сакам да ви соопштам дека подготовките за представата Клетници се на самиот крај и премиерата е веќе закажана за 29 декември со почеток во 19:30 часот. Заради големиот интерес, представата ќе се одигра и на 28 декември. Ова е наша трета и последна премиера за оваа година и сметам дека, барем од тоа што можев да го видам на пробите, дека на еден убав, театарски, спектакуларен начин ќе биде заокружена ова 2017 година. Убедена сум дека представата Клетници ќе најде на огромен интерес кај прилепската публика, но и пошироко се разбира. Се надевам дека ќе се одигра и на театарските сцени вон Македонија. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите што учествуваа во создавањето на овој проект, на оваа представа и посебно на главниот виновник за неа, тоа е режисерот Мартин Кочовски, исто на драматургот Горијан Милошевски, на раководителот за целата поддршка, раководител Стојан Дамчевски, на Јулијана Војкова Најман, која беше задолжена за костимите и сценографијата, и се разбира незаменливите Фолтин. А посебно да им се заблагодарам на прекрасната актерска екипа и бројна актерска екипа, затоа нема да пробам да ги набројувам, затоа што веројатно ќе изоставам некој. И пред да им дадам збор на директните учесници што се во представата, сакам од мое име, лично име и од името на сите вработени во Центарот за култура Марко Цепенков и во Театарот Војдан Чернодрински, на сите наши сограѓани и на нашата верна публика, да им посакам се најубаво во новата 2018 година, многу успех, многу здравие, многу настани од културата, а се разбира за тие настани ќе се погрижиме ние како Центар за култура. Јас би сакал да бидам многу краток и подобро е да говориме со вас, бидејќи имаме многу да кажеме. Многу да кажеме, но сигурен сум дека вие немате ни толку простор во вашите медиуми за да го објавите и да го напишете сето она што ние сакаме да кажеме со овој проект. Јас сега тука можам да ви зборувам од три аспекти, од аспект на актер што игра во представата, од аспект на еден од поблиските во тимот, во креативниот тим, во соработниците на оваа представа на мојот драг пријател и колега Мартин Кочовски. Исто така би сакал, можам да зборувам исто како член од овој ансамбл. За што се значи оваа представа? И ќе се обидам да бидам брутално искрен во се она што се случуваше за оваа представа. И однапред ќе кажам дека ако го сватите нешто тоа што ќе го кажам како негативно, би требало да сватите дека не го кажувам со таква намера, туку искрено го кажувам, затоа што јас не се срамам, напротив, сум горд што сум дел од овој проект и стојам зад сите овие работи што ги створивме во оваа представа. Ќе го кажам тоа затоа што се зафативме со едно дело кое што авторот го пишувал со децении. Едно дело што има преку 1600 страници. И ова е навистина голем залак за многу поголеми ансамбли од нашиот театар. Поголеми во смисла на екипираност, во смисла на технички можности, во смисла на апсолутно, не знам како да го наречам. Баш со нашиот раководител зборавме дека за малку, да речам во денови, Берлинер ансамбл не излезе, не претрка, да. Тие има премиера на исто ова дело на 1 декември. Мене тоа ме радува што ние, значи, како екипа размислуваме на тој начин, да речам, европски и мислиме дека ова дело треба да биде поставено на театарската сцена. Колку сме успеале, колку не сме успеале, оставаме на публиката. Сакам да речам дека толку е големо делото што ако ме прашате, јас можам да речам од утре ако почнеме наново да ја работиме представата, знаеме како треба поинаку да се направи. Што не значи дека ова не чини, што сме го направиле. Но сакам да кажам дека толку дава простор ова дело да се направи многу различно секогаш кога ќе се изработува.
И имавме голема работа, изгубивме некои 2 месеци, а сите велат дека процесот бил бескрајно долг. А сметам дека ова што го работевме за 3,5 месеци е премалку период за да се опфати сето тоа. И сметам дека еден режисер од типот на Мартин Кочовски дека може од ова дело да направи представи за секој лик набашка. Дека има простор за ликови кои што воопшто и ги нема во нашава драматизација, дека може тој да направи целосна представа само за тој лик. Да се опфатат толку многу број на ликови и на содржина и на порака и на нешто што е автентично и актуелно за сега, а било и пред 200 години актуелно. Сакам да кажам дека како и да го правиш ова, од мој аспект гледано, секогаш ќе биде премалку. И секогаш тие што ќе гледаат со поглед на критичност, дека секогаш ќе најдат пропусти и мани во ова. Но оној што ќе гледа со позитивност, со верба во ова што го правиме, секогаш ќе најде нешто што ќе го препознае на вистинското што го има во ова представа што е лично наше внесено. Тоа во однос на драматуршкиот дел. Во однос на како член на овој ансамбл, јас сум горд што успеавме после не знам колку време заедно со Столе и со Менче, еве како неизин прв проект, да речем, и се надевам дека ќе биде горда со овој проект, затоа што таа успеа, заедно сите се разбира, да сплотиме една екипа од 30 души, кои што буквално секој што сакаше да игра во представата е тука. И секој што мислел дека не мора да биде тука, не е тука. Значи тоа го остави Мартин, што го сметам за голема доблест од негова страна, да се носи со сите тие предизвици, со сите тие проби колку што ги имавме, не ги броев колку проби имавме, дека секој имаше слободата да се искаже онолку колку што мисли и онолку колку што сака, што не секој некаде го дозволува. И според мене и не треба да биде така, но еве тоа тука така се случуваше. Имаме неколку луѓе кои се нови во овој ансамбл, се надевам дека ќе се вклопат и понатаму во идните проекти, што за нив ќе значи големо искуство. Сметам дека и ние што сме постарите добивме интересни моменти и искуства кои што ќе знаеме да ги пренесеме и во некои следни проекти. И едноставно еве како актер во представата што играм еден лик кој ретко кој може да го добие, да го изигра во некоја кариера. Јас сум благодарен за тоа. Научив многу од овој лик, научив многу од Виктор Иго, препрочитувајќи ги, бидејќи ова е лектира во училиштата и ги читаме некако, знаете како, со површно веројатно. Може и да не е површно, но во тие години гледаш некои други работи и искрено ја препорачувам на секого оваа книга дека нуди секогаш. Секој се плаши кога ќе види 1600 страници, но таму има длабока вистина која секогаш ќе не потресе со таа своја хуманост и праведност и мислам дека не сгрешивме што се дрзнавме да се справуваме со овој проект. Колку сме биле успешни оставаме на вас. Јас секогаш велам дека проектите ги ценам, доколку се чувствам убаво и интересно додека го работам тој продукт. А после тоа сето е на публиката и секој како сака ќе го толкува. Дали е голема, дали е подобра или полоша, воопшто не се ни замараме, сметам со тоа. Ние барем како ансамбл. Веројатно ние работиме она што го чувствуваме во моментот, искреност. И вербата дека ние можеме ова да го направиме тоа што ни значи. Резултатот затоа велам, нас на крај краишта ни е се едно како ќе биде прифатено, затоа што ние сме искрени. А јас лично секогаш зборувам дека ако си искрен, тоа секогаш поминува. Ја преминува таа бариера, исто како во човекови однос, исто како театар со публика и сето тоа. Дали ние сме направиле голема представа или не, е сосема неважно лично за мен. Затоа што велам дека процесот што го врвам мене ме прави поголем човек.
секој оној што влегува во ваков процес, кај што се занимаваш со човековите ми обштествени и било какви, секој ще прават поискусен и поинаку гледаш во животот понатаму. Ние како уметници се изградуваме и се надградуваме со вакви процеси. И заради тоа велиме дека оваа представа за нас е голема, од историско значење, бидејќи меѓу нас се испреплетуваат нови односи, нови видици си отвараме меѓу себе и размислување. Ние додека се договаравме што треба да се прикаже од тоа литературно дело за да стане драматуршко дело, многу поминавме низ сито и решето. И заради тоа мислам дека е голем проект. Сега тука се надминува администрацијата, да речем, и менаџментот, затоа што и тие се дрзнаа да ни овозможат услови кои што во други прилики никој не би ги овозможувал. Од друга страна, ние секогаш велиме дека премалку ни дадоа. Ама толку се може, веројатно. Знаеме дека и тие се искрени кон нас и дека не кријат нешто што можеле да го дадат, не ни го дале. Не, напротив. Но заради тоа велиме дека ова е премалку. Премалку е што можат тие да го дадат, премалку е можеби ние што сме дале, но искрено ви кажувам и одговорно дека веројатно ова е тоа што можевме сега. Подвиг на некој начин. И затоа и ова што го рече Тоа сака да го кажам, дека напролет може ќе биде и друга представа. Ние секогаш со представите на Мартин растеме од изведба во изведба. Ние имавме на примери со едни од најдобрите и Тапаните и Кавказски круг, кои што ги менувавме после година и пол. Кој ги гледал неколку пати ќе разбере, ќе рече зошто ова го немаше. Од каде сега ова нешто ново? Затоа што представите со Мартин дишат со нас. И ако ние после 3 дена или после 10 дена или после 2 месеци 5 осетиме дека некоја сцена е излишна, дека можеби не кажува тоа што сме го мислели, може ќе ја снема или ќе додадеме нова. Тоа е предизвикот што представите негови се живописни во тој поглед. И ние така ги се поставуваме дека тоа е жива материја. Тоа што го чувствуваме и имаме неколку сцени во оваа представа што ајде да не речам не се чиста импровизација, но се во чиста инспирација. Неколку сцени се направени на лична инспирација со лични зборови искажани она што го сакал да го каже Иго. Како ние како актер, пример како Дими, како Александар, како Владе, што сметаат дека кажува Иго со таа сцена, ние сме го кажале со лични зборови за да делува што поискрено. Може би грешиме, може би за 3 представи јас нема да го чувствувам тоа, може би ќе кажам нешто друго. Не грешите. За некој. Јас сум сигурен. Тоа е. Не грешат. И јас сметам дека не грешиме затоа што е искрено. Совршено. Искреноста никогаш не може да биде грешка. Но може да биде злоупотребена. Тоа сум сигурен. Конкретниот одговор на Најважните теми во животот се борбата за праведност, да кажеме. Тоа е исто една комплицирана тема што не може да се елаборира вака во секунди, туку во сати и со потрошено време од денови, од месеци. Ние таа представа ја работиме баш заради тоа. И не е само борбата, туку љубовта кон човештвото. Тоа па не може да се мери со сати, со денови, со месеци. Сега, тие две работи, кога ќе се спојат во една представа, станува многу комплицирано. Никој не се занимава со тие теми повеќе. Ние единствено. И на целото нешто, кога ќе го додадеш Прилепскиот театар, за мене станува многу интересно. И тогаш се создава некакво уметничко дело кое е безвременско. Сакам да кажам дека ова ние што го правиме сега е историски настан. Никогаш не би можело да се случи. И е вистинската тема во вистинскиот момент. Започнуваме да живееме во некое време кое е исклучително интересно.
исклучително оптимистично. Имаме среќа дека така е. И се совпадна работите, дека во овој театар се работи оваа представа за теми кои се воодушевувачки. Ние започнавме со овој театар да работиме ангажирани важни теми. Откај што започнавме да го променуваме општеството за разлика од останатиот дел од Балканот или државата. Но сега стигнавме до некои значајни работи. Сега мислам дека кажуваме многу битни теми. Тие се толку комплицирани што не може да се каже во една реченица. Заради тоа ние ова представа ја работиме толку долго време, заради тоа трае толку долго време и пак не е малку. Прво сакам да реплицирам нешто што кажа Владе на почеток. А тоа е дека ниту пред 10 години кога почнавме овој театар немаше капацитет за големи теми, ниту сега има, за жал, ама ние сме толку будали што и тогаш ги правевме и сега ги правиме. За среќа дека е така, се надевам за наредните 10 години ќе имаме капацитет сите од секаква смисла да го покриеме ова. Зад тоа е доброто што и тогаш и сега овие представи зреат постепено. И апсолутно сум убеден дека имаме направено голема представа која што заедно со пролетта ќе биде таму каде што треба да биде. Тоа сакам да го кажам. Вербата внатре наша се уште е останата, во уметноста се разбира. Не знам како, не знам зошто, ама знам дека е тука. И многу сум среќен што сум овде, што сум си дома, уствари. И многу сум среќен што поминавме 4 месеци кои што се сложувам дека се премалку за едно вакво дело. Ако некој го пишувал и го премерувал 50 години за да стигне до тоа, ние сигурно сме многу минорни за 4 месеци да го направиме ова. Паралелно со Берлинен ансамбл се сложувам дека ни се случуваат некои работи. 10 години. Тие го работат Брехт, ние го работиме Брехт, несвесно тие го работат и го, ние го работиме и го. И да ви кажам, представата е многу кратка, трае само 3 сати. На Берлинер трае 6. Па сега сватете ние уште колку имаме за работа. Ликовите што ги толкуваме, јас и Владе се модерни Бетмен и Џокер во нашето живење или во тогашното живење исто како сакате да земете. И реченицата со која што сакам да завршаме она со кој што сите ние се занимаваме. Прво во нашите животи, второ во нашата представа и трето понатаму е подобро живи да умреме отколку умрени да живееме. Мотивацијата во субуслови да работиш е прогрес. Мотивацијата да работиш во нормални услови е модерна работа и нормална работа. Мотивацијата да работиш во наднормални услови, во одлични услови, за мене и за уметноста е регрес. Тоа е, мислам дека најконкретниот одговор на твоето прашање. И она што сакав да го кажам со тие 10 години претходно и 10 над нас и 20 и 30 години. Колку ние работиме овде, толку повеќе сакаме како пиреј да подпркнеме над овие услови. И тоа е тоа што дава прогрес на овој театар. И тоа е квалитетот на овој театар. Јас ќе бидам навистина кратка и најкратка. Работевме деноноќно, вложивме многу енергија, време и љубов. Имавме еден многу интересен процес и верувам дека представата има еден голем потенцијал и верувам дека ќе се исплати се она што вложивме тука и ги поканувам сите во театар.